Добар ден, драги гледачи. Јас сум доктор Васка Радевски од ординација доктор Анчевски и во денешната емисија ќе зборувам за херпес вирусните инфекции. Ни престои зимски период кога кај сите од нас се јавува намален имунитет, односно имаме пат на имунитетот, па така сите инфекции се почести, па може да ги искусиме и симптомите на херпес симплекс вирусните инфекции. Што е херпес симплекс вирус? Херпес симплекс вирусните инфекции се поделени на два типа, односно тип 1 и тип 2. Тип 1 или познат како орален херпес симплекс вирус се карактеризира со појава на промени во регија на устната шуплина, односно околу устата, на слузокожата во устата или пак околу носот и на слузокожата на носот. Тип 2 херпес симплекс е карактеристичен за појава на промени во генитална регија и е наречен и генитален тип на херпес симплекс вирусите. Се смета дека околу 80 до 90% од популацијата во светот над 50 годишна возраст во текот на животот ќе се зарази со некој од овие типови на херпес симплекс вирусите. Тоа не значи дека ќе ги искуси симптомите на херпес симплекс, туку дека вирусот е некаде вгнезден во организмот и при пат на имунитетот или некој друг стрес во организмот можно е да се разболи од херпес симплекс вирусната инфекција. Овие вируси се многу контагиозни, односно многу лесно се пренесуваат и начинот на пренос се преку директен контакт, односно кожа со кожа или пак кожа со слузокожа, или пак преку телесни течности, односно плунка за време на кивање, кашлање или пак при незаштитен сексуален однос. Веднаш по овој прв контакт вирусот останува вгнезден во нашиот организам, се до моментот кога ќе имаме пат на имунитетот и ќе дојде до негова активација. Што е тоа што може да го предизвика вирусот да доведе до појава на симптоми? Тоа е падот на имунитетот, односно било каков емотивен или физички стрес на организмот, настинки, грипови, покачена температура, менструалниот циклус кај жените, како и кај имунокомпромитирани лица кои што примаат одредена имуносупресивна терапија, како на пример кортикостероиди, хемотерапија или пак кај пациенти кои што се инфицирани со ХИВ. Кои се симптомите на херпес симплекс вирусот? Тој се карактеризира првично со појава на болка, пецкање, оток и црвенило на кожата или слузокожата, зависно од регијата каде што се појавува, да по кратко време имаме појава на меури кои што се исполнети со бистра течност. Значи, овие меури, битно е да не ги допираме, односно да не се пукат, бидејќи на тој начин инфекцијата се шири дополнително. Додека пак за гениталниот херпес, покрај овие симптоми, карактеристична е појава на болка и оток на половиот орган, нелагодност при мокрење, можно е и покачена температура, како и оток на ливните јазли во регија на препоните. Кој е третманот на херпес симплекс вирусните инфекции? Се користат локални, односно топични, антивирусни креми или масти, 3 до 5 пати во денот. Се советува на пациентите да ја држат раната сува и чиста, да се избегнува нивно допирање, како и контакт со цел да се избегне трансмисија на вирусот. Кај потешките форми се користат и орални антивирусни лекови. Сега ќе зборуваме за херпес зостер вирусната инфекција. Херпес зостер представува втора инфекција со варичела зостер вирусот, која што најчесто се јавува по прележување на овча сипаница, односно варичела, или пак по реинфекција на вирусот. Карактеристично е дека се јавува при пат на имунитетот и поради тоа почесто се среќава кај имунокомпромитирани лица или пак кај постари лица. По првата инфекција со варичела зостер вирусот, тој останува вгнезден во делови од нашиот нервен систем и настанува негова реактивација при пат на имунитетот. Како да го препознаеме херпес зостер вирусот? Тој се карактеризира најпрво со појава на болка, отеченост и црвенило во еден дел од телото. Најчесто негова локализација на појава е во торакалниот дел, односно во регија на предната и задната страна на ребрата, понатаму може да се јави во регија на лицето, на рацете или нозете. По појава на оваа болка се јавуваат меури кои што се најчесто групирани како гроздови и се исполнети со бистра течност. Кратко време по појавата на меурите тие се исушуваат и на нивно место стануваат жолтеникави или темно-кафеави красти. Карактеристично за варичела зостер вирусната инфекција дека скоро секогаш се јавува по должина на зафатен нерв на една страна од телото.
Честа компликација која се јавува по прележување е постхерпетичната невралгија, која се карактеризира со многу силни изразени болки на местото каде што била инфекцијата и по излекувањето на симптомите. Кој е третманот на варичела зостер вирусот? Се даваат локални, односно топични кремови и масти кои имаат антивирусно дејство. Се даваат исто така и таблети, односно перостерапија со антивирусен ефект и се даваат аналгетици во зависност од интензитетот на болката. Друго што исто така помага се витамини од групата на Б, кои што помагаат во залекувањето на траумата на нервот. Му препорачуваме на пациентот да одмара повеќе и да работи на подигање на својот имунитет со помош на внес на поголемо количество на течности и здрава исхрана.